This conference will now be recorded. Добар ден. Добродојдовте на кариерниот ден, кариера како веб девелопер. Со примена на open source технологии. Јас сум Дијана Василевска, го водам моделот за курсевите од програмирање со примена на open source технологии и денеска заедно со мене ќе бидат тимот од експерти Бојан Гавровски, Сања Ташковска и колешката Мијана Таскова од оделот за човечки ресурси. Дали е Бојан тука? Сега вака, денеска на овој кариерен ден ќе ви представиме кариерата како веб девелопер и ќе се одговорат неколку прашања што се поставени, што е веб девелопер, што треба да прави веб девелопер, како работи, каков еден ден на веб девелопер со самата професија, како да станеш веб девелопер, колку се заработува, колку е потребно време за да се стане еден веб девелопер. За сите овие прашања, моите колеги Бојан Гавровски и Сања Ташковска ќе ви дадат одредени одговори за тоа. Јас би го повикала, ако е тука, колегата Бојан. Дијана, Бојан уште не е вклучен, значи ние комунициравме. Да уклучиме Сања тогаш. Сега може така. Да. Сања? Сања? Тука сум. Да. Само кратко, да продолжиш ти со презентирање, јас би сакала само кратко да дадам неколку информации за самата за СМС едукација, па ќе се приклучиш ти после повторно за да дадеш малку подетални информации да ги одговориме прашањата што беа поставени. Само момент. Океј. Ме слушате? Океј. Епа вака, кратко би сакала само да дадам информации малку за СМС едукација кои сме ние. Ние постоиме 25 години. До сега имаме поминато над 80.000 слушатели. Околу 103 имаме сертифицирани тренери и инструктори. Околу повеќе од 300 различни курсеви, 34 едукативни програми, вработени 36. Во случајот во оваа палета со различни пакет курсеви и различни курсеви постојат и 12 академии и во моментов имаме и училници и виртуални ученици околу 15. Покрај во тие обуки што ги имаме, многу често имаме секојаш сме први кои што настојуваме секојаш да имаме најофицијални курсеви од познати вендори. Најпознати се Microsoft, Oracle, Cisco, AWS, EC Council, VMware, Python, Unity, Autodesk и Adobe. Значи, се што први ќе излазат вендори со официјални обуки, најчесто ние сме првите во Македонија кои што ги нудиме тие обуки со сертификација со одредени број испити, добивање на одредени титули. Исто така постојат 12 и повеќе академии, кои што ние во моментов ги нудиме во оваа, да кажеме, кампања што е за добивање на ваучер од страна на владата. Значи, моментално се понудени академиите од графички дизајн и веб дизајн, кои што се акредитирани од страна на Министерството за образование и науки. Постои официјална Autodesk академија за внатрешен дизајн, имаме UX дизајн, што исто така е акредитирано од страна на Министерството за
за образование и науки. Постои Академија за вештачка интелигенција, имаме за од Unity вендорот официјално, исто така Академија за Game Development, виртуална реалност, JavaScript, Software Tester и WordPress Академија. И Data Science исто така е официјална академија од страната на Microsoft. Сите овие, првите да кажеме 12 академии се понудени во листата на обуки. Постојат други исто така обуки што нудиме, кои што не се официјални, тоа се кастомизирани, направени според потребите на клиентите. Тоа е Microsoft Office обуки за Word, Excel, напредни обуки за Project, за напредни Excel и Access и така натаму. Имаме детски курсеви, Linux, имаме курсеви од областа на програмирање со примена на open source технологија, Android, UX Design, основи на програмирање C, C++, основи на фотографија и Project Management. Ова е отприлика листата наша, која зафаќа од над 300 курсеви или 34 едукативни програми. Во моментов, дали е Бојан дојден? Во моментов, ако не, Сања да даде некакви информации подетално во врска со самата професија за веб девелопер. Само момент сега, веднаш Сања може да ни се приклучиш. Повели. Во ред, само момент. Дали го гледате скринот? Да. Во ред. Значи, јас ќе го објаснам делот за тоа што значи веб девелопмент. Бојан ќе дојде малку позацна, додека да дојде он ќе ви објаснам одредени основни работи за тоа што е веб девелопер. Значи, пред се, веб девелопмент представува програмер кој што специјализира во развојот на веб апликации. Од што се состои една веб апликација? Значи, имаме фронтенд дел и бекенд дел. Фронтенд делот се состои од HTML, CSS и JavaScript и оние модерни фреймворци на JavaScript, како што се React, Angular, Vue и уште многу други. Додека во бекенд делот, во зависност од потребите на апликацијата, може да се искористи Node, Java, PHP, Python како бекенд технологии. Дополнително, за да се развие една веб апликација, потребни се Ajax, jQuery, MySQL и други технологии кои што се користат за работа со бази, односно податоци кои што се складирани на одредени места. Што е улогата на веб девелопер? Значи, кога ќе дојдете да работите како веб девелопер, што вие точно треба да правите? Најпрво може да работите како full stack девелопер, односно, она што го напоменав пред малку, да работите како фронтенд и бекенд девелопер, значи две во едно. Јас лично работам како full stack девелопер, односно фронтенд работам како HTML, JavaScript и така натаму. Исто така работиме во Vaadin, тоа е фреймворк на Java кој што се користи за изработка на веб страни и дополнително позадината, односно бекендот, го работам како Java. Ова е само еден пример за тоа која комбинација од full stack програмер може да бидете вие. Покрај тоа што може да работите како full stack девелопер, може да работите одделно фронтенд и бекенд. Значи фронтенд се оние технологии кои што ги напоменав пред кратко и бекенд се оние JavaScript е во фронтенд и HTML, додека бекенд станува збор за Java, PHP, Node и така натаму. Дополнително, вие како девелопер што ќе правите? Значи, ќе имате развој на изолирани функционалности кои се интегрираат во различни веб сервиси, односно, најкратко ќе користите веб сервиси за развој на одредени функционалности на страната кои што ќе треба да ги дефинираат вашите клиенти, и така натаму. Перформанси и оптимизација на код. Значи, вие треба да се трудите вашиот код да биде што е можно повеќе оптимизиран, брз и нормално да ги задоволува барањата на клиентите, понатаму нормално кога ќе работите во
фирма и многу важно да знаете да работите со бази на податоци, бидејќи веќе имаме многу податоци на интернет и нашите страни треба да содржат доста податоци, нормално треба вие да знаете како да се справите со тие податоци. Значи треба да ги чувате во некои бази и потоа да ги прикажувате на вашите апликации. Следно, каде работи веб девелопер? Јас можам лично да кажам секаде. Значи од компании кои што се специјализирани за развој на софтвер. Дали развиваат личен продукт кој што сами го развиваат, сами се иноваторите на тој продукт, или пак во некои компании кои што се специјализирани за изработка на развој на софтвер, кои што идеите ги даваат некои клиенти и буквално работите за некои клиенти. Тоа е едниот тип на компании. Следните компании се оние кои што како банки, одредени други предпријатија кои што имаат развиено свој собствен систем и има потреба за нивно одржување. Следно е фриленс. Што значи фриленс? Значи многу компании, новатори нудат понуди на интернет кои што вие треба да ги најдете и доколку сте доволно спремни, подковани со знаење за технологиите, може слободно да се пријавите и да работите како фриленс девелопер од дома, односно ремоут. Дали веб девелопер е професија за тебе? Значи, тоа е прашањето кое што сите на почетокот претпоставувам си го поставувате. И ова е одговорот. Значи, пред се треба да имате познавање на веб технологии. Оние технологии кои што се специфични за развој на веб апликации. Следно, треба да бидете доста креативни. Што значи тоа? Треба она што ќе го научите на најлеснен и креативен начин да го имплементирате во вашето решение. Значи, треба да наоѓате брзи, едноставни решенија на оние проблеми кои што ќе ви ги дадат, пред кои што ќе се најдете вие, и со таа креативност многу полесно да се изборите да го направите што е можно побрзо и подобро она што се бара од вас. Следно е упорност. Значи, упорност пред се. Многу често се случува да се откажат затоа што може би е нешто тешко или пак не, или немате време и некои изговори да си наоѓате, меѓутоа упорноста пред се е многу важна за да станете веб девелопер. Следно е желба да се справите со сите оние предизвици и да сакате да ги решите проблемите кои што ќе се најдат пред вас. Значи, како што кажав, да не се откажувате, само упорно и силно и ќе постигнете до целта. Следно, зошто треба да станеш? Значи, не е само, како што кажав пред малку, да ги познаваш технологиите и да бидеш креативен и сите останати точки. Треба да одлучиш да станеш веб девелопер заради тоа што пред се има огромна побарувачка на пазарот. Секојдневно излегуваат нови трендови во веб светот. Значи, треба да ги пратите овие трендови и да сакате да го работите тоа што сте почнале да го учите. Сега, ова е следното, колку се заработува, е едно од, можеби, главните прашања кои што ги поставувате сите на почеток. Значи, точно се заработува, окей, меѓутоа знаењето не зависи од програмскиот јазик, туку од вас. Значи, каква ќе биде висината од платата и како ќе се одвива вашиот професионален развој, зависи нормално само од вас. Како почнува тој развој? Значи, почнувате од практиканти. Значи, најчесто ние од факултет имавме задолжителна пракса, истото и во многу компании барат пракси, каде што вие во неколку месеци треба да се покажете, да научите што е можно повеќе како практикант. Веќе следната фаза, каде што веќе ќе научите нешто во таа фаза каде што сте практиканти, доаѓа јуниор девелопер. Јуниор девелопер е оној кој нема толку сериозни обврски
и задачи и не е тој што ги развива од старт самите апликации, туку има одредени задачи кои што му ги даваат оние што се со повисок сениоритет. Значи нема толку големи обврски, туку тоа што ќе му го дадат, тоа треба да го направи. Следно имаме intermediate developer. Што значи тоа? Овој intermediate developer има малку поголеми обврски за разлика од овој junior developer. И веќе се стреми да, значи веќе има поголемо знаење во технологиите од кои што работи, повеќе искуство и многу побрзо и полесно би можел да се снајде од овој junior developer. И на крај доаѓа senior developer, кој што се смета како експерт во полето, кој што ги познава многу добро сите технологии, многу побрзо и лесно може да се снајде при развој на одредени апликации. Како да се стане веб девелопер? Пред се треба да имате нормална желба. Да не се откажувате, да бидете упорни. Следно, имате толку многу начини на кои што може да научите, меѓу кои се индивидуалните курсеви, односно HTML и CSS имате индивидуален курс, имате индивидуален курс за JavaScript, Java, PHP и уште многу други кои што ги наброја Дијана. Нема да наблегувам и да објаснувам во овој дел толку, зборам за оние академии и курсеви кои што ги нуди Семос едукација. Следно имаме JavaScript и Web академии. Лично јас предавам во овие JavaScript академии и сметам дека е многу добар начин да се научат и да се стигне до она ниво почетно за понатаму да најдете работа и да го качувате она скалело за да стигнете до senior developer. Колку време е потребно за да се стане веб девелопер? Значи, сепак, како што кажав и претходно, тоа е индивидуално, се зависи од тоа колку вие ќе посветите време, колку сте упорни и колку навистина сакате да научите. Тоа е прво. Второ е посета на курсеви со професионален кадар и на инструктори. Значи, во денешно време сите знаеме дека имаме многу обврски и се бркаме со времето буквално и затоа според мене е многу подобро да посетувате курсеви кои што ќе ви овозможат побрзо да научите одредени технологии. Дополнителна работа во домашни услови, изработка на сопствени проекти. Оваа точка ќе ја поврзам со претходно она што беше да бидете креативни, да си смислувате своји проектчиња, на тој начин многу полесно и побрзо ќе научите. И програмирањето не е хоби, значи потребна е многу работа и желба за учење за да можете навистина да станете експерти во ова поле. Толку од мене. Сега повторно може Дијана да се вклучи. Благодарам многу Сања на убавата презентација и точно презентирањето на кариерата веб девелопер. Јас само кратко би кажала на крај дека после сите делот што ќе презентира и Бојан и дел јас и колешката Миријана Тасков, на крај после тоа ќе има прашања, така да слободно можете после да им поставате прашања на нашите експерти, точно што ве интересира детално за некој дел. Сега кратко би сакала да го повикам колегата Бојан Гавровски, да даде малце да кажем од негова страна, како веќе има 20 години искуство како програмер, така да малце подетални информации од него ќе добиете. Здраво, Бојан. Само момент. Бојан? Здраво. Се слушаме? Се слушаме. Можеш и да прикажеш и презентацијата, ако сакаш делот, или ја да ја оставам на скрин. Мојот дел што би. Убава работа од презентација, ќе пуштам камера. Ајде. Здраво. Океј. Фала Дијана, фала Сања. Сања, презентацијата стварно ти беше точно баш на место кое што треба да биде. Остана многу малце, значи, од она што јас можам да го кажам. Можам само да нафрлам пар работи за почеток од она што Сања го
го имаше во незината презентација. Многу е важно да го сакате ова. И сега, оно што Сања кажа, беше не е ова хоби, многу би било убаво и хоби да ви е, и работа да ви е, тогаш во тој случај нема да бидете, значи нема да ви представува тежинат, значи да го сработите оно што треба да го сработите. И сега, малце за мене, значи 20 години software developer, 10 плюс години, значи во СМС едукација сум предавач тренер, консултант во домашни инострански компании, собственик на приватна компанија и стартап ментор, говорник, конференции и така натаму. Оно што можам јас да ви го кажам во врска со software development е она, значи веќе што почнав да зборам. Значи треба да имате љубов према ова. Зошто? Затоа што едноставно само тоа може да ви избутка, значи да можете да вистински го работите, значи веб девелопментот. Зошто веб? Затоа што реално, значи од сите сфери вебот многу брзо напредува, значи многу динамична сфера. За разлика од другите сфери, на пример, може ви интересираат мрежи, може би ви интересира, не знам, вештачка интелигенција, може би ви интересира бази на податоци, иако бази на податоци знаат да бидат дел од вебот. Кога ќе ги споредите, значи сите овие гранки на IT индустријата, ќе видите дека вебот реално најбрзо напредува. Оно што сте го учеле вчера, денеска може да биде застарено, што од една страна е убаво, затоа што ностоп имате нов предизвик. Од друга страна е малце знае да биде зизнато, затоа што тоа значи дека континуирано ќе морате да учите. И сега тоа е една работа со која што ќе морате да се помирите. Значи континуирано морате да учите, затоа што едноставно бизнисот е таков. Клиентите секогаш ќе сакаат нешто што ќе биде поново, секогаш ќе сакаат нешто што ќе биде помодерно, побрзо, поефикасно, а ваша работа ќе биде, значи, да го изведете баш тоа. И сега во веб, како што кажа Сања, имате повеќе различни гранки, значи кои што можете да се определите. Генерално, значи ги делим на фронтенд и на бекенд. Фронтенд е она што визуелно го гледате, бекенд е она што викаме мозокот по позадина. Се си има своја убавина. Значи, ако некој ви каже дека програмирање не е креативна работа, тоа никогаш не програмирал во животот. Оно што треба да знаете е дека работата не ви завршува по 108 работни часа. Ако го работите ова, 5 сат не е крај на работно време. 5 сат е само крајот кога си одите од работа. Мозокот продолжува да ви работи и да ги решава проблемите од работа. Има еден концепт на gatekeeping, кај што викаат немојте да правите gatekeeping, тоест да ги чувате луѓе надвор од професија, немојте ги плашите. И не е ова за плашење, туку беше сериозен убав муавет, кој што треба да го знаете уште на самиот почеток. Дека треба да вложите многу. Најчесто многу од вас оваа програма е до 29 години, што значи дека многу од вас можеби веќе имате завршено со студии, веќе имате најверојатно и работите некаде. И ако имате работа веќе некаде, тоа значи дека ова ќе треба да биде нешто екстра што ќе треба да го правите во животот. Што ме е екстра, во тој случај ќе треба да се потрудите малку повеќе од оние другите кои што имаат време. Немојте да си дозволите, значи да ги пропуштите часовите, немојте да дозволите, значи да пропуштите дел од она што ви се предава, затоа што ако пропуштите тоа релативно се многу брзо се оди напред со обуките и ќе треба, значи да припазите, значи да бидете малце поажни, значи кога стане збор за тоа. Затоа што не е само со предавањата, всушност тоа е самата индустрија функционира на истиот принцип. Што друго би можело што ви интересирало? Мене реално повеќе ме интересира ако имате вие прашање, значи вие да прашате нешто, затоа што реално можам да ги кажам сите убави и сите лоши страни, значи убавите страни се да, што каже Сања, да, окей се плаќа. И баш добро го погоди, значи окей се плаќа, не е дека ќе добиете милиони, не е дека ќе бидете без пари. Оно што исто така многу важно е, многу луѓе слушаат за големи плати во IT индустрија, тоа е да, точно е, нормално, кога ќе имате доволно искуство, значи ќе имате и убави големи цифри.
Но за почеток немојте очекувате огромни плати. Тоа е некој мисконцепшн што луѓе го имаат на почеток кога влегуваат во IT индустрија, мислат дека они секој ќе влезат негде кај работа треба да добијат 1000 евра плата. Не, тука е всушност еден битен дел што Сања веќе го спомна, и тоа е она градивото како почнувате, како напредувате во индустријата. Почнувате као трейни, па сте junior developer, па intermediate, па senior developer, па така натаму и така натаму, има и таму градации. Senior developer не се станува со тек на време. Тоа треба да знаете, тоа е една многу важна работа. Senior developer не се станува со време, senior developer се станува со искуство. Искуство може да имате само ако работите, ако не работите не можете да имате искуство. Ако сте веб девелопер, ќе бидете изложени на многу различни технологии, кои што може би се поврзани, може и да не бидат поврзани. Например, ако може да речеме правиме за муавет за 2-3 различни бекенд технологии, може да правиме муавет за JavaScript, може да правиме муавет за PHP, ASP е тука, Java, било кој програмски јазик кој што може да работи, кој што може да испрезентира некаква веб содржина, го имаме тука како бекенд. Тоа се програмски јазици кои што не се поврзани директно, ги поврзуваат некакви концепти. И сега зошто го кажувам затоа што ако се решите да станете веб девелопер, убаво би било да прошарате низ повеќе различни технологии. Она што Сања спомна, имате фронтенд, имате бекенд, да, убаво би било да разбирате и фронтенд и бекенд. Убаво би било да бидете професионалци, да бидете добри во едното и во другото. Реално луѓе се одлучуваат да бидат или тоа или тоа. Имаме еден концепт кој што се вика full stack developer, кај што имаме еден човек кој што работи и тоа, кој што не е лош концепт, но некогаш знае да биде погрешно сватен. Некогаш знае да биде погрешно сватен, тоа значи дека работа за двајца му се дава на еден човек и се очекува тој еден човек да сработи работата за двајца во времето како двајца да работат таа работа. Така да не ви кажам да бегате од full stack development, убаво да ги знаете двете страни, но она што е важно е да знаете дека не мора се да ви оди. Вие можете да бидете full stack developer кој што е повеќе сконцентриран на бекенд или на фронтенд. Убаво е да ги знаете концептите и на фронтенд и на бекенд, но никој од вас не бара да бидете експерти во двете полиња. Зошто е убаво да се биде full stack developer? Затоа што реално ќе бидете способни, ако за никој друг, за самите себе, ќе бидете способни да направите продукт од нула до крај, сами. Да не зборуваме монетарниот бенефит, дека реално ќе имате поголеми опции за вработување, ќе имате шанси за поголема плата и така натаму и така натаму. Така да тоа би биле некои ситници што ја би пополнил како дупчиња од презентацијата што Сања имаше спремена. Така да не знам што да ви кажам. Ако имате некои прашања, слободно прашете, па вака сега Бојан, благодарам многу што подетално се повтори тоа што го кажа Сања, само ти уште еднаш ќе го повтори како што треба од твое искуство. Најчесто, повикани се на овој отворен ден кандидатите кои што сакаат да аплицираат на кампањава што иде со ваучери од влада. И тука имаме понудено пакет со full stack JavaScript developer, и фронтенд и бекенд, дадени се поединечно курсевите и дадена е као обука JavaScript Академија и WordPress Академија. Па повеќето што беа заинтересирани беа за JavaScript Академијата. Па ајде малце нешто ако можеш покрај тоа што спомни Сања, малце подетално ако можеш да кажеш за тој дел. Ако се решат, уште некои од нив се мислат точно на која обука да аплицираат, па ако можеш бар на кратко уште со 1-2-3 реченици па да продолжиме понатаму. Океј, JavaScript е еден од најкористените, ако најкористените јазици денес. Последни неколку години има една Stack Overflow, ако некојаш имате искуцено барем една линија код Stack Overflow, знаете што е, тоа е као еден форум каде што девелопери разменуваат искуства и се решаваат проблеми на другите. Stack Overflow секоја година прави анкета и мислам дека секоја година последните неколку години JavaScript е на врвот на најкористени програмски јазици. Зошто е тоа така? Затоа што JavaScript е реално
значи од сите програмски јазици најверојатно JavaScript бил програмскиот јазик кој што е наједноставен за учење, најлесен за учење. Приемчив е, нема некои рестрикции кои што другите програмски јазици би ги презентирале. Убавината кај JavaScript е тоа што можете да работите различни типови на апликации. Значи можете да работите и фронтенд апликации, бекенд апликации, можете мобилни апликации да работите, десктоп апликации, буквално, значи сите можни платформи ги опфаќате со тој еден програмски јазик. Сега самиот програмски јазик си има своји варијанти, нели ако работите веб, значи ако работите фронтенд, тука би имале некоја си фронтенд библиотека како React или Angular. Ако работите бекенд, значи тука ви е Node.js како платформа, како јазик, како фреймворк. Ако работите ако работите мобилна апликација, тука имате повеќе различни опции. Може тоа да биде React Native, може да биде Native Script, може да биде Cordova или било што, значи во тој сегмент, или евентуално ако решите дека сакате да работите десктоп апликации, можете да користите Electron. Electron е исто една алатка која што е прилично популарна за развој на десктоп апликации со помош на JavaScript. Мене дел од работата ми е, значи, да пратам и која е побарувачката, значи понудата на пазарот. Ако ништо друго, значи за мојата компанија, чисто да знам што е нешто кај што ние би требало да се фокусираме. Последниве, значи 4-5 години, значи тоа е дефинитивно JavaScript. Дефинитивно најбаран, баран е од повеќе, значи причини. Една од причините беше ова до сега што го кажував, значи јазик кој што може да се користи на повеќе места, прилично лесен за учење, но исто така се користи многу, знаете, тоа е као тркало, иначе сите работи се поврзани. Колку повеќе луѓе го користат, толку повеќе компании сакаат да го користат, затоа што има многу луѓе кои што го користат. Значи, јас ако сум компанија, сакам некој да ми развие софтвер, би одбрал програмски јазик кој што сите останати го знаат, затоа што не сакам никогаш да бидам оставен на цедила дека програмскиот јазик ќе изумре или дека нема кој да има да работи на апликацијата ако тековните девелопери, значи кренат раце или не да боже што се случи. Така да, значи, тоа е уште една од причините. JavaScript како JavaScript е прилично моќна алатка и е убаво да се научи. Јазикот тоа зависи, значи, сега од вашето искуство. Значи, на почеток ќе ви биде тешко, после тоа ќе ви биде полесно, пак ќе ви биде тешко, пак ќе ви биде лесно, значи си има градива, значи, на учење, се дури не стигнете до одредено ниво каде што веќе ќе ви биде, ајде да кажеме, дури се едно, значи што е она што треба да се направи, не е никаков проблем, седнувате и го правите. Реално, значи, пак како и се останато ќе треба да посветите само внимание, значи да си поучите малку повеќе и исто пак ќе кажам Сања преска што спомна, значи најво случај ако си зададете сами некаков проект, значи некаква задача која што сакате да изведете. Значи тоа е секогаш бил мој совет, значи према слушателите, према студентите. Најубаво е доколку лично ви интересира тематиката која што обработувате. Значи, ако не знам, ви интересира готвење храна, направете апликација за рецепти. Ако ви интересира патување, шетање низ светот, направете апликација, значи за тоа. Направете прво мобилна апликација или направете прво бекенд апликација, па направете десктоп апликација, направете мобилна апликација, не дозволувате, значи да прекинете да учите, не дозволувате, значи да напредувате во нешто го работите. И затоа JavaScript уствари многу добар, затоа што ви дозволува со еден програмски јазик, со учење на еднашно некои си основни концепти, да можете, значи, на било која платформа да понатаму да работите и да креирате. Благодарам Боја многу. Само на кратко, јас сепак уште еднаш бив повторила, ако може, понудата што ја нудиме во моментот со обуките. Ќе продолжиме понатаму, па на крај можете слободно поставите прашања и да ви дадат одговори нашите тренери и експерти. Уште еднаш би ве потсетила дека во моментов имаме поголема палета со курсеви од курсевите за програмирање, меѓутоа веќе имавме одржан еден отворен ден за PHP девелопери и WordPress девелопер. Денеска сме баш посветени на JavaScript технологијата повеќе. Така да во моментов, значи, од палетата со курсеви понудена е обуката Full Stack JavaScript Developer од 120 часа, во кој што се вклучени сите 4 курса, кои што ги имате и подоле, како поединечно исто така се понудени.
Имате значи од фронтен и од бекенд страната. Динамиката најчесто ме поставуваат прашања со малце во делот со организација и начин како ќе одат обуките, значи динамиката ќе биде 2 пати или 3 пати неделно и најчесто овие обуки одат од 19:30 до 22 часа. Ако еден курс е од 30 часа, во зависност од динамиката може да трае или 3,5 недели или максимум 5 недели. Меѓутоа, ако ја земете обуката со 4 курса, рачунете тука ќе ви требаат минимум 4 до 5 месеци за да се завршат сите 4 курса. Нешто што понудивме, исто така кој што веќе неколку години посети, поминати се веќе 9 генерации, е JavaScript Академија, која се состои од 210 часа. Купно има 12 модули, тоа е оно комплетно целиот процес како ќе треба да ве води, како една апликација се креира и се прво ќе научите, после ќе креирате таков материјален проект, каде што почнувате да стварате една апликација од почеток до крај, каде што нашиве тренери ви помагаат и ве насочуваат правилно како треба да го завршите проектот. JavaScript Академија ќе почне на 28 септември, затоа барем имаме датум сигурен, и таа е сигурно ќе иде 3 пати неделно од 19:30 до 22 часа, ќе иде понеделник, среда и петок. Можно е да има и друг некој датум, меѓутоа првиот датум е 28 септември. Наредно нешто што би сакала да ве информирам е што во моментов има за пакет курсевите и за курсевите важи до 31 јули имате 25% попуст и доколку аплицирате за ваучер од влада, може да добиете, значи добивате 50% од сумата која што е со 25% попуст. Има може да се плати на 6 рати со кредитни картички или 6 рати потпишан со договорна нота. Додека пак за JavaScript Академијата до 31 јули ви важи со 15% попуст. Ако аплицирате значи за ваучер, имате ќе добиете 30.000 денари ваучер од влада и ќе ви остане само да платите 49.050 за академијата. Тука имаме малце повеќе рати, значи максимум можете вие 49.050 да ги платите на 12 рати со кредитни картички или повторно ако немате кредитни картички, тогаш ќе можете се потпишување на договорна нота. Наредно нешто што би сакала сега би ја повикала колешката Миријана да ви каже што ке при Семос едукација имаме и кариерен центар. Така да повели сега Миријана. Момент. Дали се слушаме? Кариерниот центар. Се слушаме ли? Да, се слушаме. Така, одлично, добро. Да искористам приликата и јас да ве поздравам во името на кариерниот центар. Накратко само да ви информирам која е функцијата на центарот кој што е основан пред неколку години. Значи идејата е кариерниот центар да ги поврзува нашите слушатели со бизнис заедницата. Она што го правиме е обучуваме за дигитални вештини студенти, млади невработени лица и млади вработени лица, нели, кои што се обидуваат да ја променат својата кариера. Има доста правници, економисти кои што по известно време сваќаат дека сакаат да ја продолжат својата кариера во IT индустријата и од тие причини ги посетуваат нашите курсеви. Сите тие, нели, сите овие неколку таргет групи, ние ги поврзуваме и ги презентираме пред компаниите кои што имаат реални потреби од оваков кадар. Многу е важно да се спомене дека ние не можеме за жал да ги препорачаме баш сите наши слушатели, односно може да ги презентираме, да ги поврземе оние наши слушатели кои што се доста активни за време траењето на кратките курсеви, пакетот курсеви или академии, така кои што редовно ги работат вежбите, кои што едноставно посетата не им се сведува само на времето поминато на час, туку дополнително многу работат и тоа паѓа во очи, нели? И во таков случај нас ни е полесно да ги препорачаме на бизнисите. Веќе имаме восстановено соработка со повеќе IT компании тука во Македонија. На некои од изминатите денови отворени успеавме да донесеме некои од нашите слушатели кои што се вработили и веќе успешно градат кариера кај наши клиенти,
За жал немаше толку време за и денес да организираме нешто слично, чисто за да се долови моментот нели на функцијата на кариерниот центар. Освен тоа, нудиме и дополнителни услуги во рамките на кариерниот центар. Значи, помагаме при изготвување на CV, нудиме огромни попусти за нашите слушатели кои сакаат да слушаат и курсеви од меки вештини и вршиме и кариерно советување. Многу кратко, тоа би било се што треба да се знае за кариерниот центар. Сега доаѓа делот каде што вие може да ги поставувате вашите прашања во врска со професијата, така да повелете. Благодарам многу, Миријана. Од прилика за самата презентација се поминавме од прилика се. Сега можете да поставите слободно прашање, да искористите можноста нашиве експерти да ви дадат подетални информации. Јас гледам веќе има едно прашање. Врска со дали обуките ќе се реализираат во просториите на СМС едукација или онлайн. Па вака ние сега сите и академии, сите курсеви што не беа почнати претходно во училница ги се пренасочивме на кај онлайн. Во моментот сите обуки одат онлайн. За наредните обуки, недека во септември, ние имавме идеја да имаме и онлайн и да имаме и во просториите на СМС едукација. Меѓутоа ќе видиме каква ќе биде ситуацијата. Во моментот како што е сега, и сите обуки што ќе почнат во август ќе одат онлайн. За септември натаму ќе видиме како ќе биде. Ние сме жилни едното и другото да го имаме, меѓутоа за сега првично можеме да кажеме дека сите обуки ќе одат онлайн, се додека не се подобри ситуацијата. Повелете, можете да поставите некој друго прашање. Слободно. Или се ви е јасно, нашиве тренери многу добро ви објаснија све за самата професија. А можете ли вие, колеги, исто така да поставите нитно некој прашање? Да ги ослободиме, да не се срамат слободно да постават прашање некој. Ајде, еве, до било кој, дали до Бојан или до Сања, под предпоставка дека некој образованието, еве го градил на некој од општествените науки, на факултетите за општествени науки. Колку време ќе му биде потребно за да стане, еве, junior веб девелопер во JavaScript? Прашањето е многу вака, значи каков е бекграундот, значи на идниот девелопер е апсолутно небитно. Значи во ситуацијата имало луѓе кои што доаѓаат од правен од економски факултет. Ја лично кај мене во фирма сум имал човек кој што има завршено филозофски факултет, па бил подобар програмер него луѓе кои што има завршено, значи информатика, информатички науки, финки или било кој, значи факултет, значи од таа сфера. Така што прво, значи, тоа би било важно да знаете дека не е пресудно кој ви е бекграундот. Важно е да имате желба и да сакате тоа да го правите. Ако имате желба да научите, прилично едноставно. Значи, за една година може да се стане, ајде да кажеме дека знам за луѓе кои што за 6 месеца станувале джуниор програмери, значи правиме муавет за од ништо, буквално нешто. Веќе знаеле, значи знаеле веќе да работат. Значи за 6 месеци веќе за година дена веќе напредувале во кариера. Значи мене мислиме случајно, значи баш тоа да мисле, значи кај мене во фирма сум имал таква ситуација, каде што правиме муавет за човек кој што не доаѓа од информатички науки, напредува побрзо од луѓе кои што се, значи кои што доаѓаат, значи од тој сегмент на образование. Така да тоа не би требало да биде нешто што би ве предомислило. Значи што ќе правам јас со правен или со филозофски или со англиски или со германски јазик или педагошка академија, на крај апсолутно не е битно. Значи не е битно кој е бекграундот, битно е она да сакате да научите. Сега нема да биде лесно, нормално, ама па што е лесно. Така што значи ја лично ве охрабрувам, ако имате желба, значи тоа значи дека можете, толку е доволно. Нормално и работа на работата си доаѓа само по себе, така да. Бојан, ако се сеќаваш,
Да, Бојан, ако се сеќаваш, имаше и случаеви во академиите. Имаше луѓе кои што не знаеа што е фронтенд и што е бекенд, не знаеа ни еден курс, беа скроз филозофски факултети и економски, па беа најистакнати после на крај на целата обука, беа најдобри и беа станаа програмери и веќе сменат 2-3 места и станале проект менаџери, него некој што има бекграунд со математика, информатика или било што. Значи, стварно желбата и трудот ние ќе ви овозможиме, меѓутоа вие ќе треба и да продолжите понатаму да работите, да имате желба за тој дел. Еве има едно прашање обврска. Ајде збори Бојан. Дури ќе те поправам, рече дека имало случај, не е тоа дека имало случај, тоа е редовна појава. Значи доаѓаат луѓе кои што немаат никаков бекграунд и се заменуваат, значи луѓе со искуство, знаат и почнуваат да работат по фирми, значи да работат како софтвер девелопери, така да тоа е една редовна пракса, не е нешто што се случува од време на време, него нешто што буквално не бе по таа смисла, Бојан. Во смисла што доаѓаат луѓето кога се запишуваат, ја да кажам како продажно лице, во тој дел бар нешто прашале, слушнале, па нешто знаат, па ќе дојдат, меѓутоа има дојдене некои што не знаеа буквално ништо, него дојдат и викат, јас сакам да бидам веб програмер. Што има внатре, како има, за колку, имам голема желба и успеа. Тоа е тоа, да. Да. Има едно прашање кај што е поставено од страната на Стефан, кога би започнал поединечно курсот, значи React. Па вака сега, ако се оди до 1 август е времето за аплицирање за ваучери за влада. Ние треба да добиеме резултати, значи после тоа. Мислам дека според нив, како што стоеше во нивното објаснување, да може да се активираат тие ваучери ќе бидат од 15 август и треба да се реализира, да се активираат до 15 декември. Бидејќи 15, не знам, сабота, мислам, ние не дека веќе од 17 август па натака ќе почнеме, значи да ќе го правиме распоредот и ќе почнеме да дефинираме кој курс кога би почнал. Нормално ќе има и повеќе групи од ист курс, повеќе групи, така да ќе добиете, значи на нашата веб страна ќе има распоред и за повеќе датуми, не само за еден, него ќе има, можеби ќе има во август, може ќе има во октомври и така натаму, затоа што нормално очекуваме, значи нас не идејата да имаме повеќе кандидати, повеќе групи, така да ако на некој не му одговара крај на август, ќе му одговара можеби во октомври или обратно. Така да ќе бидеме во контакт. Идејата е само да аплицирате и нормално да се добијат тие ваучери, па се понатаму многу полесно ќе контактираме, ќе се договараме. Меѓутоа да знаете само, беше работата дека динамиката е таа и дека овие се попладне обуките, дека најчесто се од 19:30, така да некој што работи да може да се одмори, да дојде на самата обука. Тоа е од прилика врска со организацијата. Дали има некој друг да постави некакво прашање, слободно можете и не морате да пишувате, можете директно да поставите прашање слободно. Во случај, ако сега не поставувате прашање, а имаме веќе прашање, добро. Вака сега за Android има посебна презентација, не е вклучена во ова, така да ќе ве повикаат кога ќе има за Android, колегите ќе ве повикаат на таа презентација за таа кариера. Јас можам да одговорам така на прашањево. За жал, за Android девелопер немаме подготвено презентација периодов, меѓутоа редовно мислам дека пред месец дена имаше организирано една. Во секој случај конкретни информации може да добиете и кај колешката Симона Ристеска. Незиниот телефонски број го имате на нашиот сајт, така да може да ја побарате директно. Па еве и овдека на самиот слайд имате, значи и телефон и нашата веб страна може да ја посетите, значи секоја страна кај што одреден курс сакате да видите информација за самиот курс, секојаш да има контакти, кој е одговорно лицето, има имејл,
има и телефон, можете директно да ги сконтактирате па да ви дадат малце подетална информација врска за соодветната обука што сакате да ја слушате. Значи имате и мој мејл, имате мој телефон, телефонот и мејлот го имате на самиот сајт. Нашиот официјален мејл е kursevi@semos.com.mk. Слободно повелете, тука сме секој ден за било какво прашање, за самото техничко аплицирање, значи проблемот ако имате за услуги.gov.mk, слободно може да не побарате, ќе ве насочиме, ќе ви помогнеме како да аплицирате. Дали имате некоја прашања? Ако не, јас би ви благодарам на денешниот ден што дојдовте, што присуствувавте, така исто и за вас, колеги. Па отприлика тоа е тоа уврска со самата презентација. Ви благодарам многу. Пријатно. Поздрав до сите!